Апсолутно не требаат. Значи Скопје сите се бориме нели против загадувањето, а уствари ова е котлина нели Скопје. Доволни се, односно премногу се овие згради сегде, значи ни Скопје, ни населбите што се направија, а камоли тоа нели, мислам стварно нема смисла. Навистина треба да се престане, значи тоа, да се изградат, значи такви висококатници. Да, ако е модерен град мора така да биде. Во центар мора да се направи. Ја ги оправдувам. Што да ви кажам, луѓе, гледате Скопје што го направија. Што да правиме мојот понатаму? Секаде е вака. 2 потписа треба и да се завршат многу работи. Кој ќе земе пари, како ќе земе пари? Ние не сме тие. Мислам дека малце е претерано. Малце поише. Мислам дека треба ред да се стави, малце се намалат. Тоа е дефинитивно. Зошто? Па пред се нема прогрев, нема воздух, треба едноставно да се рачисти малце. Абе кај нас се овие многу што ги прават, а камоли уште тие да ги прават. Не треба да се прават максимум до 10 ката. Срачунете 60 катници, тоа се преку 1000 станови. По еден жител, 1000 жители тука да живеат не може. По една кола, колку ќе биде тука? Лудница. Пренатрупаност ќе предизвика, да. Уште поголема. Па многу возила има, дали ќе има доволно паркинги за новите станари. Има место се гради на подалечни локации, не во центарот. Тоа да кажеме се и боранија кај нас. Како мислите, како е дојдено до начинот на продажба на ова земјиште кај паркингот и најавите дека ќе се градат висококатници? Па сигурно не е легално, сигурно е со корупција, со мито, со врски, како и се во држава што функционира и тоа сигурно. Значи, сигурно. Тотален хаос. Значи, од она што е дозволено, од она што се прави све ова. Нешто било фалс лиценцата за градба, ама колку е тачно не знаем. За претходната влада, ова не знаеме што ќе биде. Затоа и не е дозволено да се гради, пошто вика дека лиценцата била лажна. Му е потребно на оваа локација? Зеленило, паркчиња за деца да играат. Подобро е парк да се направи, најаво парк зеленило, ќе се смали загадувањето. Никој до сега нема смислена добра идеја.